Почитувани. Аце Коцевски и Весна Стојанова Богоевска ветуваат во Велес 15 години. Секогаш кога на функции бил Коцевски, на функции била и Весна Стојанова Богоевска. 15 години таа е истурен кадар на СДСМ на најразлични позиции во Велес. Било како потпарол на партијата, советник во општината, член на училишен одбор, дел од совет на родители, комисија за јавни набавки. И каде и да била поставена, редовно ја следат скандали. Сега Весна Богоевска повторно е кандидат на СДСМ за член на Советот и повторно заедно со Аце Коцевски како кандидат за градоначалник. Пред да излегува и да рецитира така наречена програма, таа треба прво да одговори. Дали повторно планира да ги крши законите со истовремено држање на две функции кои се во судир на интереси како што тоа го правеше претходно? Да подсетиме, во периодот од 2009 до 2013 година таа истовремено беше и советник во општината и член на училишниот одбор на основното општинско училиште Васо Главинов, што е спротивно на Законот за спречување на корупција и посочено како коруптивно однесување на општинската власт предводена од тогашниот градоначалник Аце Коцевски. Дали и таа, од позиција на член на комисија за јавни набавки во средното стручно општинско училиште Коле Неделковски, била вклучена во сомнителните тендери за набавка на нафта за велешките училишта во периодот кога Аце Коцевски беше градоначалник, а кои се евидентирани црно на бело како неправилности од државниот ревизор. Дали му се извини на ученикот од интернатот и на неговите родители затоа што ги малтретираше и приморуваше да даваат невистините изјави по телевизии само за да отцрнат други? На Советот во Велес му се потребни луѓе професионалци, посветени работници, луѓе со интегритет и морал, а не луѓе како Весна Богоевска, кои се што досега направиле за функција да бидат послушни измекери на валканите политики на СДСМ, Аце Коцевски и Зоран Заев. Ви благодарам.